Почитувани, на 25 октомври 2017 година застанав на позицијата градоначалник во име на вас, граѓаните на општина Крушево, во име на младите, во име на сите, без разлика на се, без разлика на верска или друга припадност. Советување дека ќе соработуваме, ќе се обидеме да ги промениме работите во нашата општина. Во овие 2 години преминавме многу препреки, многу проблеми и остваривме големи соработки, а исто така остваривме и реализиравме низа клучни приоритетни проекти. Ве повикувам сите вас, граѓаните на општина Крушево, да продолжиме заедно да работиме и во наредните 2 години. Да го довршиме тоа што го започнавме, но и да започнеме многу други проекти, значајни и приоритетни, се со цел да ги решиме проблемите на сите наши сограѓани. Состојбата во општина Крушево во октомври 2017 година беше застрашувачка. Долгот изнесуваше на 200.000 евра со 3 неисплатени кредити и многу скапи други финансиски и неразумни трошоци. Општината беше ставена речиси без проекти, а сите знаеме дека проектите се основа за градење во една општина. Општината немаше проекти за улици, канализации, патишта и сите други инфраструктурни проекти кои му беа потребни и приоритетни на сите наши сограѓани. 3 пати се реконструираше паркот, паркот се правеше парк, се трошело непотребно за телефонски сметки, се дава по 2000 евра за телефони, се дава плати на вработени што не доаѓа на работа, се трошеше за локум. Сметката на основно училиште Никола Карев беше блокирана, што значи дека училиштето немаше пари да набавува основни материјали за работа. Како и да беше состојбата, како градоначалник се обврзав пред вас граѓаните, дека ќе сработиме нешто, дека ќе оствариме доста работа и дека ќе работиме на сите проекти кои сме ги ветеле за годишната програма. Ќе оставиме нешто зад нас, за нашите деца и идните генерации кои доаѓаат по нас во Крушево. Во оваа работа влегов на вистина искрен, со цел да направиме вистинска промена, да направиме многу повеќе за сите нас, за сите вас, граѓаните на општина Крушево. Денес општина Крушево е препознатлива и отворена општина за сите. Од анонимна општина, од државата исто така не посетија и во општината многу амбасадори, како амбасадорите на Унгарија, Чешка, Словачка, Европската унија, Јапонија, Словенија, на Стејт департментот, тука беа и представници од сите други меѓународни заедници и сдруженија на граѓани. Исто така, тука се одржуваа многу меѓународни надпревари, што беа регбајни првенства, британското, чешкото, германското, норвешкото, национално првенство, европското првенство за смејарство и светското првенство по регбајдерство. Крушево станува препознатлива туристичка дестинација, а тоа го потврдија и национална географија, која го стави Крушево на најпосетувана дестинација за 2019 година во светот. Ал Джазира Инглиш направи прилог за Крушево и општината беше дел од светски познатиот економист. Во меѓувреме, општина Крушево стана најтранспарентна општина и општина со најголем раст во транспарентност, според Civica Mobilitas, USAID и најтранспарентна според Financing од областа на трошење на јавните пари. Се на се, Крушево денес е таму каде што никогаш не било. Препознатлива со инфраструктурно подобрување, отвореност кон граѓаните и капитални проекти на секаде низ општината во вредност од приближно 4 милиони евра. Но во детали што реализиравме во изминатиот период или од самиот почеток, започнавме веднаш со финансиска консолидација на буџетот и кратење на сите неразумни и непродуктивни трошоци. Веднаш заправме со трошење на 400 евра за локум, со трошоци за репрезентација, и скративме трошоците за улично осветлување и укинавме дневниците при службените патувања, а со тоа се солидаризира и целата јавна администрација во општина Крушево. Сите тие пари ги насочивме кон изработка на проекти и дел од нив се реализираат во моментот на терен, градот и во сите населени места од општината. Сметката на основното училиште Никола
уште првата година и го долгот го преполовивме. Во 2017 година еден од првите проекти беше набавка на нов камион за територијалната противпожарна единица и нешто што подоцна обезбедивме, тоа е нова опрема за сите вработени. А оспособивме уште едно возило на службата. Со тоа ги подобривме услугите кон граѓаните преку опремување на оваа, но и опремување на сите останати служби во општината. Покрај набавката на ново возило за ТППЕ, набавивме уште неколку други возила. Ги опремивме целосно службите на општината со минимален трошок на буџетот на локалната самоуправа. Обезбедивме и нов камион за отпад и трактор за плуг, за снег, за јавното комунално предпријатие Комуна Крушево. За ова предпријатие обезбедивме и нов ровокопач, заедно со општините Кривогаштани и Демирхисар, како и патничко возило од Агенцијата за одземен имот. Додека за општината набавивме теренско возило, обезбедивме донација на едно товарно возило, а преку проектот за развој на авантуристичкиот туризам во Крушево набавивме комбе, патничко и АТВ. Повторувам, се ова со минимален влог од буџетот на локалната самоуправа, односно од парите на граѓаните. Сериозно се зафативме и со реконструкција на уличното осветлување. Во централното градско подрачје заменивме над 100 нови сијалични места со поставување на нови LED сијалици, а на ниво на цела општина беа сменети над 550 сијалични нови места. Денес пристапите до хотелите, кон музеите и целата главна улица се целосно осветлени, променети, прегледни и безбедни за движење за сите нас. Со речиси двојно помалку средства, од минатото успеавме да го осветлиме Крушево, да поставиме нови линии на осветлување и исто така во населените места. Трошиме помалку за оваа намена и граѓаните добиваат брза услуга од страна на општината во поглед на решавање на проблемите со уличните сијалици и места. Во населените места, во село Саждево, пуштивме нова линија на осветлување во должина од 2 км. Целосно ги осветливме Норово, Алданци, Врбоец и сите други населени места каде има граѓаните потреба за тоа. Денеска имаме 24 реконструирани нови улици во должина од над 4 км. А да не заборавиме дека ова е 4 пати повеќе од она што го ветивме во предизборната кампања и програма. Започнавме уште во почетокот на 2018 година со реконструкција и санација на улиците за подобар пристап до сите вас, граѓаните на општина Крушево, но и сите оние кои се движат и не посетуваат надвор од нашата. Но и заради поубавиот лик, тоа го правиме на нашиот град и општина. Во населените места саниравме и реконструиравме улици во Саждево, Норово, Алданци, Светомитрани и со тоа полека го менуваме изгледот на сите населени места, кои треба да се развиваат паралелно со градот. Без развиени села нема развиен град. Вложивме 5 милиони денари за оваа намена, а од наредната година продолжуваме уште поинтензивно со реконструкција на остатокот на улици и патишта кои ги имаме и ветувани и кои се приоритет на самите наши граѓани. Преку Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот поставивме нова вештачка трева на полетиштето на Мечкин камен, со што значително ги подобривме условите за летање на параглајдери со параглајдери змаеви. Оваа активност беше само вовед во одржување на досега најголемото 16-то светско првенство за параглајдинг во историјата на овој спорт, која се одржа токму во Крушево. Покрај уредување на самото полетиште на Мечкин камен, оспособивме уште две полетишта за во 2021 година да бидеме домакини на светското првенство во змејарство. Кога сме веќе кај туризмот, морам да напоменам дека ние сме првата општина која го доби проектот за локална и регионална конкурентност на Европската унија и Светска банка, а имплементиран во соработка со централната власт, вреден околу 500.000 евра. Овој проект беше прогласен за подпроект на годината од страна на Светска банка. Имплементацијата на проектот, кругот на адреналинот, развој на авантуристички туризам во Крушево е во завршна фаза и во рамки на истиот посетивме веќе 2 саеми за туризам. Тоа беа саемите во Белград
и Софија. Потоа пристапивме кон реконструкција на објектот спортската сала, која е веднаш позади нас, која беше исклучително лоша состојба. Надпреварите беа откажани и пренасочени во другите општини. Со проширување на нејзината намена, поставување на карпа за искалчување и набавка на опрема за сите спортови, денес добивме спортска сала оспособена за спортски припреми и содржини за волонтеристички туризам. И веќе започнува да добива внимание како од државата, така и надвор од неја. Претходно споменав дека преку проектот набавивме минибус за превоз на параглајдери и АТВ за спасувачката служба, а организиравме и обука со цел подобрување на капацитетите за спасувачката служба. Оваа завршна фаза од проектот вклучува и изработка на брошури, мапи и веб страница, а исто така апликација, која заедно со последната промоција е за нашето Крушево. Резултатите се очигледни. Во 2018 година имаме 50% повеќе ноќевања во споредба со 2017 година. А бројот на туристи се зголемува и во првите 8 месеци од оваа година, со раст од околу 30%. Крушево станува светска туристичка дестинација и посакувана за туризам и сметам дека во наредните 2 години можеме уште многу да направиме заедно со нашите сограѓани. Обележавме и 4 велосипедски патеки во должина од 42 километри. И на тие патеки ги одржавме велосипедските трки во рамки на проектот за авантуристички туризам, на кои доделивме и 2 велосипеди набавени преку истиот проект. Особено ми е драго за санацијата и ставањето во функција на самата летна сцена. Едно место кое има многу спомени за крушевчани и огромната посетеност за отворање на сцената на 5 август покажува колку ова место ни недостигало на сите нас. Општина Крушево е прва општина која го доби приматот Супер бренд од областа на туризмот во конкуренција од 1200 компании, оценувана од 5000 потрошувачи и стручно жири. Супер бренд е уште едно признание за резултатите што ги постигнавме во туризмот и истовремено показател дека сме на прав пат во нашата работа. Завршува реконструкцијата на горната училишна зграда. Го зачувуваме нејзиниот лик, го реконструиравме внатрешниот дел од зградата и наша цел е во иднина овој објект да прерасне во младински културен центар. Место каде младите и невладините ќе работат и ќе предонесуваат за нашата општина. Зборуваме за надвор од градската средина. Морам да напоменам дека завршивме првата фаза од проектот за зафаќање на води во индустријската зона Опалени. Ја проширивме индустријската зона за 2 нови инвеститори. Во годишниот план за финансирање на Министерството за животна средина е внесено и финансирање на втората фаза од проектот за зафаќање на води и нејзина целосна имплементација. Во населените места реализиравме исто така многу. Селата особено беа заборавени од претходните власти и затоа тамошните граѓани се соочуваат со основни проблеми кои не доликуваат на едно општество од 21. век. Денес реализиравме проекти ветувани со децении и верувам дека до крајот на мојот мандат ќе можеме да решиме поголем број на проблеми на овие населени места. Го изградивме резерварот за вода во село Борино, проект ветуван повеќе децении. Покрај ова, за Борино беа обезбедени нови клупи и столчиња за подрачното училиште. А во ова населено место и на територијата на цела општина се чистеа одводни кадали во должина од 8 км. Го асфалтиравме патот кон село Јакреново и денес место кал прашина добиваме пат, асфалт по кој ќе се движат луѓето од ова и од соседните населени места. Овој пат не е саниран уште од 1994 година, а денес сограѓаните наши имаат нов асфалтен пат. Заедно со Пелагонискиот плански регион тампониравме патеки до земјоделски обработливи површини во Пресил, Врбојац, Саждево, Алданци и Борино во вкупна должина од околу 3 км. Во Саждево
реконструиравме дел од водоводната мрежа, а деновиве започнуваме со работа на цевководот. Проект вреден на 2,5 милиони денари. Во ова населено место, како и во сите други со подрачни училишта, извршивме санација на училиштата за пред се подобри услови за сите ученици. Во село Бучин, покрај чистењето на јазот, оспособивме и градинка. Во изминатите 2 години инвестиравме многу во јавната чистота и јавната хигиена, во спортот и пред се во младите. Покрај новиот камион за отпад, во неколку наврати обезбедивме донации на корпи за отпад, контејнери, меѓу кои и за стакло. И организиравме многу акции за чистење со поддршка на неколку амбасади во земјава. Ја изработивме првата стратегија за млади и активно давање на финансиска поддршка на спортските клубови кои гравитираат во општина Крушево. Денес, фудбалскиот клуб Биту Кулиб испишува историја. И после децении во Крушево гледаме второлигашки фудбал. А младите пипонгари се враќаат од секој државен надпревар со по некој медал. А од скоро и од меѓународниот надпревар во Шведска со 2 пехари. Голема перспектива имаат и скијачите. Младите одбојкари се многу надежни и ќе продолжиме да ги поддржуваме сите. Целосно транспарентно, преку спроведен јавен повик, доделивме средства и на спортските клубови и на здруженијата на граѓани од Крушево. Нешто што не се случувало досега. Мојот тим во општина Крушево се состои претежно од млади луѓе. И тоа сакам да биде пример за сите нас. Имаме квалитетни млади кои имаат што да придонесат за нашето место на живење. Ова е дел од она што го реализиравме 25 октомври 2017 година до денес. Сите проекти се важни за граѓаните и помагаат општината од сите аспекти да се развива. Но што е она што е во тек и што ни предстои? Кои се нашите планови и на што ќе се фокусираме во преостанатите 2 години? Започнуваме со изградба на вечното почивалиште на нашиот Тоше Тодор Троецки. Со асистенција на владата обезбедивме средства и ја спроведивме целосната процедура за денеска конечно Тоше да добие достојно почивалиште. Во тек е уредување на просторот и асфалтирање на патот кај стадионот Езеро. Спортските игралишта се до Крушевското езеро. Овој дел е од големо значење за туризмот, за спортот, за настаните, надпреварите и спортските подготовки кои се одржуваат тука. Гумење е едно историско место кое заедно со спомениците, музеите и инфраструктурното уредување полека го враќа сјајот од минатото. И затоа оваа инвестиција е од суштинско значење. Имаме изработено проекти за улиците и патиштата во Крушево и очекуваме нивна реконструкција, а во тек изработка на деталниот урбанистички план. Исто така ќе работиме и на генералниот, преку што ќе создадеме и овозможиме развојна зона и зона за домување во Крушево, за нови градби и нови инвестиции. Нашите проекти опфаќаат реконструкција на улиците Киро Фетак, Нико Доага, односно од Срецево до поранешна Сувенирка, потоа дел од Партизанска, кај пекарата Мутка и од црквата Свети Тројца се до хотел Монтана Палас, односно до местото на спојување со регионалниот пат кон Демиркисе. Овие проекти се поднесени до Светска банка за финансирање и од напролет очекуваме нивна реализација. Дел од проектите ги презеде како обврска и Министерството за транспорт и врски. И започнуваме со реконструкција на патните правци од Кривогаштани до Сладуево. Нешто што е одамна ветувано, но еве, конечно, успеавме да го финализираме и овој процес. Исто така, за многу брзо, започнуваме и со реконструкција на патот кон село Пустарек. Во тек е набавка на камион за чистење и метење. Метларка, која ќе служи за детално и поефикасно чистење на јавните површини и хидраулична косилка, која ќе биде поставена на новиот трактор. Дополнително, покрај сегашните донации од корпи и контејнери, очекуваме дополнителен број на корпи за отпад и набавка на уште околу 30 на контејнери. Се со цел унапредување на јавната хигиена
и во градот и во сите населени места. Паралелно со подигање на свеста кај граѓаните, особено кај најмладите. Во населените места не очекува почеток на изградба на фекална канализација прва фаза по село Норово, а локалниот пат Стопанство Норово е пренаменет во регионален, владата го зема по целосна нејзина надлежност. Во Алданци почеток на изградба на детско игралиште во дворот од самото подрачје училиште Никола Карев. Потоа почнува изградба на цевковод во село Саждево во должина од околу 2,3 км, а во тек изработка на урбанистички планови за сите села. Скоро објавивме дека обезбедивме средства за изградба на резервар за питка вода во село Белушино, така што и ова ветување забрзо ќе се реализира. Во подготовка е проект за решавање на проблемот со водоснабдување во село Јакреново. Во тек е изработка и на проекти за улици и патишта во населените места Саждево и Јакреново, кои по изработката ќе бидат аплицирани заради нивна подоцнежна реализација. Важно е што општината се подготвува со проекти, за да може веднаш да аплицира за реализација што му излезе таква можност од фондовите, како од државата, така и надвор од неја. Во тек е на уште два големи проекти, а тоа се асфалтирање на пат во село Саждево во должина од околу 2,5 км и реконструкција на пат од Борино до Житоше. Во градот и населените места не очекуваат уште многу други значајни проекти. Решени сме да го промениме Крушево. Целосно и тоа го правиме. Секој ден Крушево се променува. Крушево полека станува убаво место за живот, привлечно место за туристите и го враќа историската вредност од минатото. Наша заедничка визија е Крушево да го видиме изградено со улици, патишта, реконструирани и нови градби, како водоводи, канализации и друго. Сакам заедно да работиме, да разговараме за проблемите и секогаш на ум да имаме заедничката цел. Поубава, подобра и општина посакувана општина Крушево. Со иднина пред себе, затоа што општина Крушево е општина на сите нас. Ви благодарам.